благодарам председателе, благодарам и на колешката и на колегите претходно што се вклучија во дискусијата за членот. Немав намера да се вклучувам во дискусијата, но од друга страна па не можеме да останеме неми ако гледаме дека се сведоци на замена на тези. Треба да збориме отворено, аргументирано, со цел да имаме најдобро можно законско решение, бидејќи тоа е интенцијата до сега што видовме на владата. Говориме за закон за кој што од првиот момент беше насочен кон целоса транспарентност. Имаше голем број на јавни расправи, имавме комплетно искрен и транспарентен пристап од страна на Министерството и министрот, имавме вклученост на експерти од сите политички провиденции и се навлезе во суштината да се зафатиме со една тема, каде што наместо да кажеме дека им честитаме на храброста и решителноста, серија на неправилности или недоследности што се јавува во локалната самоуправа, кој што ги коча општините, кои што сега ги надминуваме, каде што степенот на демократичност ги дигаме основните начела што се на законот, ние ќе се фатиме сега за бројот на советници во насока на некој политички поен. Воред, дозволете да објаснам зошто тоа така го сметам и зошто сметам дека е замена на тези. Прво, не станува збор за дискриминација. Во ниту еден момент на ниту еден наш граѓанин не му земено правото на глас. Не може да кажувате дека тие биле дискриминирани и немале да бидат застапени. Ќе бидат застапени. Јас доаѓам од општина која што сега ќе добија 4+ советника. Нема еден во просторијата кој што не знае дека Карпош беше повеќе од 60.000 15 години. Ниту еднашка не ве слушнавте да се заложите за моите сограѓани. Дека треба тие бидат со 4 советника плюс. Дали тоа значи дека вие свесно толериравте дискриминација на моите сограѓани од Карпош? Еве вака ако сака да ја кажете. Дали сметате дека 4 советника плюс ќе дозволат да ставовите проблемите на граѓаните да не бидат изјаснети, предложени, дискутирани или засегнати со постоечките советници? Значи не збориме, не говориме тука за ситуација каде што определена група на граѓани, таргет групи или всеедно како да укажете дека немале можност да дадат да гласаат, да изберат свој представник кој што ќе ги застапува нивните интереси во советите на општините. Говориме за соодност. И затоа не е коректно да велиме дека имаме некоја дискриминација или дека се запоставени или дека со тоа ние ги отргнуваме. Второ, мораме да нагласиме, не знам во дискусијата зошто не дојде, многу кратко ќе привршувам. Самиот закон ќе биде проследен со уште еден многу важен проект, тоа е Кодексот на транспарентност, ќе ме коригираат од представниците од Министерството ако сгрешам. Станува збор за проект кој што е повеќе годишен, финансиран од нашите странски партнери, сеопфатен, многу детален и кој ќе биде рамноправно распореден до сите општини. Кај што повторно ќе биде во корист и во полза на нашите граѓани. И во делот на транспарентноста, и во делот на застапеноста и така натаму. И конечно збориме за системски закони за надминување на едно решение. И сега имаме ситуација која што ќе ги подобри условите, а ние сега да изведеме ситуација дека за помал број на советници. И конечно, па рековте дали некој има проблем. Па до вчера зборевте дека е претоварена администрацијата. Ние со различни закони овде намалевме преку 60 институции, раководни места кои што сметавте дека не е оправдано го оптоварувале буџетот. Значи, ве молам. Колега да привршува. Добро, ви благодарам, ќе наставам тука.